Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во текот на овој месец има засилени активности, се со цел информирање на земјоделците за поголемо ангажирање при поднесувањето на апликациите за добивање на финансиска поддршка по одделни програми. Еден од условите за добивање на субвенции во наредната година ќе биде и условеноста со спроведување на така наречената добра земјоделска и хигиенска пракса, што всушност се услови кои се бараат со Националната програма за развој на земјоделството од 2013 до 2017 година. Значи, за почеток, ова ќе се однесува за покрупните земјоделци до 2017 година што ќе биде, така што ќе бидат опфатени некаде околу 25% од исплатата на субвенции ќе бидат условени со спроведување на оваа добра земјоделска пракса. Добрата земјоделска пракса ќе биде спроведувана во неколку сектори и тоа, значи, во однос на почвата, во однос на водите, во однос на чувањето и одгледувањето на домашните животни, справувањето со земјоделскиот отпад, енергетската ефикасност, како и користењето на обновливите извори на енергија. Од наредната година земјоделците ќе треба да прават и анализи на почвата за заштита на животната средина и контролирана употреба на пестициди. Земјоделците исто така ќе бидат обврзани да вршат и хемиски анализи на почвата и педолошки анализи заради и подобро искористување на минералните ѓубрива нормално со внимание за зачувување на животната средина.